Почитувани, добар ден. Законот за двојазичност е противуставен, донесен во нелегална процедура, со тоа и штетен. Ова се главните причини заради кои што ВМРО-ДПМН денес поднесува иницијатива до Уставниот суд за оцена на уставноста на Законот за двојазичност, кој беше донесен на насилнички начин од страна на власта, со газење на Уставот, законите и процедурите за донесување и објавување на законите. Указот за прогласување на Законот за двојазичност е објавен само со подпис на Талат Џафери, без подпис на председателот на државата Ѓорѓе Иванов, што е во целосна спротивност на член 75 од Уставот, кој предвидува указите за прогласување на законите задолжително да се подпишуваат од председателот на Република Македонија. На указот на Законот за двојазичност стои единствено подписот на Талат Џафери, кој се подпишал во име на председателот на државата, иако председателот на државата ниту му престанала функцијата, ниту бил спречен да ја врши, што е уште една незаконитост и во целосна спротивност од член 82 од Уставот. Тоа значи дека во конкретниот случај не е исполнет нити еден од условите указот да биде подпишан од Џафери во име на председател на државата. Почитувани, Талат Џафери и владеачкото мнозинство, предводено од СДСМ и ЗАЕВ, брутално го погазуваат Уставот. Законот за двојазичност е во целосна спротивност со амандманот 5 од Уставот, кој вели дека на целата територија на Република Македонија и во низините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Со Законот за двојазичност, македонскиот јазик се изедначува со секој друг јазик кој го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија и со тоа македонскиот јазик од кохезивен фактор во општеството се претвора во еден од двата службени јазика, што е незаконски и противуставно. Дополнително, власта врши прекршување и приносењето на законот, бидејќи Законот за двојазичност е закон кој уредува и прашање за употреба на јазикот во судските постапки и органите на државната управа и општините, кои според член 98 и член 119 од Уставот се носат со двотретинско мнозинство. Уставните прекршувања мора веднаш да запрат. Република Македонија мора да биде правна држава, а не држава во кој ќе се погазува највисокиот правен акт. ВМРО-ДПМН барат Уставниот суд донесување на времена мерка за пирање на извршувањето на поединечните акти или действија што се превземаат врз основа на Законот за двојазичност и указот за прогласување на истиот, чија уставна сушност и се оспорува, од причина што доколку започне се применува, постои ризик од настанување на штетни последици. Апелираме до Уставниот суд да одлучува со најголема итност, почитувајќи го Уставот и воспоставените практики од минатото, и да донесе одлука со која ќе се укине Законот за двојазичност. Незаконието мора да запре и одговорност мора да има. СДСМ мора да си замине и токму затоа потребни се итни предвремени парламентарни избори заедно со председателските. Ви благодарам. Прашања? Што точно зборувате, колку членови од Законот за јазици сметате дека се спротивни со колку членови од Уставот и што во суштина оспорувате и материјалниот закон и процедурата во која што донесе? Ја оспоруваме и процедурата, како што напоменав во самата изјава пред малку, меѓутоа ја оспоруваме и самата суштина. Од причини кои што веќе ги наведов, бидејќи имаме прекршување во однос на тоа дека е донесен закон со обично мнозинство, иако уредува прашања за кои што е потребно да се носат со двотретинско мнозинство од една страна, од друга страна директно оди спротивно на амандманот 5 од Уставот, бидејќи во амандманот 5 е пропишано дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо е официјален јазик во државата Република Македонија, како и во меѓународните односи. Така да и во двата сегменти вршиме оспорување на законот и, како што кажав, бараме подитно Уставниот суд да донесе времена мерка со која што ќе забрани законот да се применува до донесувањето на конечната одлука во однос на уставноста на исто. Во однос на изборите, докаде сте со огласот за избор на кандидат на ВМРО-ДПМН за председателски избори и на што ќе ги темелите, пошто публикувате на предвремени парламентарни избори, вашата програма, кој ќе биде главната поента за предвремени избори? Во однос на првото прашање на огласот, како што знаете, огласот да трае до 31 јануар,
така да би апелирал да почекаме уште 10 дена, пошто ќе излеземе со конкретни и детални податоци во однос на самата постапка. Веќе најавив дека во деновите кои што ќе следат после 31 ќе следи проверка на документите, односно кандидатурите на сите пријавени во однос на тоа дали ги исполнуваат законски предвидените услови за да се биде кандидат за председател на Република Македонија, пошто нели на 16 февруари во Струга ќе одржиме конвенцијата на која што ќе се избира де факто и кандидатот на ВМРО ДПМН за председател на Република Македонија. Во однос на второто прашање, да почекаме и да го видиме одговорот од власта, која што во овие 10 дена де факто гледаме различни одговори на прашањето за предвремени избори. Разбирливо е стравот кој што го има кај нив и бегањето односно обидот за да се избега од предвремени избори, барем за сега, да почекаме да видиме, се надеваме на позитивен одговор во секој случај, бидејќи сметаме дека народот јасно и гласно ќе изрази својата волја, како што изрази на 30 септември, како што изразува во целиот овој период.